Кеми Бусари е новинар во Нигерија. Тој избрал да го продолжи својот докторат по новинарство во САД поради неговите светски познати професори. Го разгледав универзитетот и видов професори кои биле новинари во одреден период од нивниот живот, а сега предаваат таму. Исто така овие се некои од професорите чии истражувачки трудови ги прочитав без воопшто да знам дека ќе завршам на Универзитетот на Мериленд. Студентот Химаншу Сурве од Индија вели дека предметите за телекомуникацијско инженерство во САД се попрактични од она што тој би го добил на друго место. САД се познати кога станува збор за обука во индустријата. Повеќе се фокусираат на практичната обука отколку на теоретската, така што е многу полесно да се поврзе она што го учите овде. Джоди Хекман Боус им помага на меѓународните студенти да се приспособат на Универзитетот на Мериленд како воредна директорка за меѓународни стипендисти. Таа вели дека многу странски студенти исто така одлучуваат да продолжат со постдипломски студии во САД поради можностите да се вработат по студиите. Овие обично траат 20 часа неделно на уделот на кој се примени студентите и каде може да работат како дипломиран асистент или истражувачки или генерален асистент. За возврат на таа работа би биле иземени да плаќаат школарина. И таа ги подсетува меѓународните студенти кои сакаат да студираат во САД дека има многу што ќе треба да направат, како што се организирање закупи за добување, изнаемување, наоѓање цимери, добивање здравствено осигурување, обезбедување визи, поставување банкарски сметки, но и регистрирање за социјално осигурување ако сакаат да работат. Како меѓународен студент, добивањето сместување беше многу тешко. Потоа беше изборот на вистинската банка, мобилните оператори. Бидејќи бевме во Индија, ни беше многу тешко да знаеме кои работи се добри за нас. Клучот е да се почне пред часовите. Јас веќе имав сметка во банка, имав напредок со моето здравствено осигурување. Веќе имав напредок со аплицирањето за картичка за социјално осигурување. Хекман Бојс ги подсетува потенцијалните меѓународни студенти дека универзитетите нудат многу ресурси за да им помогнат да го организираат својот живот во САД и оти една од придобивките по пандемијата на COVID-19 е што универзитетот во голема мера се отвори за меѓународните студенти преку интернет. Поради пандемијата можеме да допреме до студентите пред да пристигнат, па кога тие се во нивната матична земја, чекајќи да дојдат во САД. Им ги даваме информациите за домување, здравствено осигурување и возачка дозвола. Раната подготовка, велат тие, би можела да му помогне на меѓународниот студент да напредува.